Голем поздрав и срдечно добре дојде во новото издание на Фактор здравје. Ви посакувам јас, Илија Николовски и целиот тим на телевизија 24 Вести, кој што ова попладне редовно ќе работи за вас и со многу труд ќе ви ги представи следните 40 на минути, во кои што ќе ја продолжиме започнатата приказна минатата недела, кога зборувавме за неплодноста, причините и зошто доаѓа до оваа состојба и што е најважно како таа може да се лекува и уште подобро кажано да се превенира. Токму на денешната тема превенција на неплодноста ќе го имаме гостинот со кој што разговаравме минатата недела и кој што успешната приказна и тоа како ја продолжува со цел успешно да доведе на свет нови бебиња како резултат на успешното родителство и желбата на многу брачни парови и парови кои што во целина сакаат свое потомство. И денеска овој петок гостин ваш пред се ќе биде доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно субспецијалист за стерилитет и инфертилитет, како водач и во името на специјалната болница Плодност од Битола, која што е приватна здравствена установа за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Кога зборуваме за Плодност од Битола, веднаш и директниот контакт со нив 047 208 880. Доктор Трпчевски, токму како и претходната реклама што гласеше онаа порака вашето здравје во ваши раце, да токму така и денеска ќе ви предпочитаме и ќе ви дадеме напатствија и во центарот на вниманието ќе биде темата со која што сакаме да го свртиме повторно вашето ценето внимание, превенција на неплодноста, што се почесто како појава и состојба се јавува во нашата држава, за аспектите и за тоа што значи неплодност и неплодноста во целина минатата седмица веќе зборувавме, а денеска ќе ја продолжиме таа приказна уште повеќе да ви откриеме и да го одгатнеме она клучно прашање дали и на кој начин може да се превенира неплодноста. Токму на ваше барање, уште еднаш и оваа седмица, овој петок, специјално од Битола, само за гледачите на Фактор здравје, во студиото наше е доктор Таше Трпчевски, специјалист гинеколог акушер и воедно субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. Водачот на тимот од Плодност Битола, добар ден уште еднаш, доктор, и благодарам што сте овде. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав на гледачите на оваа мощна гледана телевизија и емисија. Ви благодарам во нивно име и веднаш првото прашање, како ви помина оваа измината седмица, имавте ли многу интервенции, решивте ли многу неплодни, би рекол, парови кои што се израдуваа на своето потомство? Па во болница Плодност веќе секој ден е рутина. Имаме многу прегледи, имаме од 10 до 15 интервенции секој ден, имаме по 3 до 4 операции, 1 до 2 раѓања. Ова недела, пошто се однесува на темата неплодност, имавме 3 пороѓаи, кај 3 пациентки кои што зачна од инвитроплодување и меѓу кои што вчера ни се породи пациентка која што имаше близначиња. Значи, кај нас интензивно се работи и не е воопшто тешко да се менеџира во мојата болница, кога имам таква екипа, кога секој си е менеџер на својот оддел. И секој ден кај вас е плоден ден. Најверојатно, така е. Да, поздрав еве и до сите ваши колеги во моје име и во името на гледачите на Фактор здравје и потсетување дека доколку имате прашања во однос на денешната тема или сето она што ве интересира од областа на гинекологијата и акушерството и педиатријата во целина, слободно контактирајте го тимот на Плодност од Битола на директниот телефонски број 047 208 880 или 208 881 или на нивната електронска адреса info@maimunche.plodnost.com.mk. Реков јас дека многу парови го имаат овој проблем, не само брачни, туку и оние што сакаат да имаат свое потомство и се повеќе млади се иселуваат од нашата држава. Констатиравме дека неплодноста е присутна. Се водат и дискусии, дебати. Што вие ќе кажете? Дали она клучно прашање постои и кој е начинот да се превенира неплодноста? Така, минатата емисија ние го спомнавме значењето на неплодноста како глобален светски процес, кој што засега околу 100 милиони парови во светот. Значи, тој е присутен насекаде во светот, присутен е и во нашата држава. Се претпоставува дека кај нас од овој проблем страдаат околу 15 до 20.000 парови, од кои што моја проценка е дека околу 6 до 7.000 парови активно се лечат и од кои што околу 2000 парови се подвргнати на постапките на вонтелесно плодување. Кажавме дека ова е доста значаен процес кој што засега многу парови
и кој што е одговорен за така наречената демографска транзиција, односно тоа е причина за депопулација и оттаму ни прети опасност за депопуларизирање, односно намалување на бројот на нацијата. Ако стапката на фертилитет кај нас е 1,5 коефициентот, а ако нормален коефициент ви е 2, тогаш навистина е причина повеќе да се загрижеме. Се постава прашањето што понатаму, што можеме да направиме да ја превенираме неплодноста. Прва работа е, според мене, да се направи стимулација на паровите за што порано раѓање. Сведоци сме како се поголемата фреквенција, значи имаме се поголема фреквенција на одложено раѓање после 30-та и 35-та година. Статистиките во Европа велат дека 5 до 6 пати е зголемена инциденцата на раѓање после 30-та година, некаде после 35-та година во 30% жените се пораѓаат за прво бебе и значи тоа е голема бројка. И многу доцна, како што вие гинеколозите и акушери многу доцна. алармирате. Значи, одлуката на паровите е доста ризична, бидејќи, како што кажавме, неплодноста е во пораст после 30-та, односно 35-та година, се удвостручува после 38-та година, да не кажам дека после 40-та година е некаде и 5 до 10% само. Кои се причините всушност за одложување на раѓањето? Кажавме минатата емисија, една од причините е кариерата на жената, втора работа социоекономските услови, сиромаштијата, трета работа се честите разводи и повторно склучување на бракови после во покасните години на животот, како и да е реперкусиите се помал процент на забременување. Исто така можеме да кажеме дека и самото одложување на раѓањето ги зголемува шансите за добивање на болести на репродуктивниот систем со консекутивни последици врз репродукцијата, да не зборувам за епимутацијата, односно штетните навики и надворешните фактори кои што штетно делуваат врз плодноста. Стресот во прва линија. Како и да е, спектарот на можности за лечење, односно за превенирање на неплодноста е доста голем за одложување на раѓањето, меѓутоа ефектот многу мал. Или, например, ќе ви кажам од пракса, како вие да убедите една жена која што сака да докторира, дека треба прво да роди, а да го остави докторатот за покасно. Во моја пракса ќе ви кажам две пациентки кои што имав, професорки на два различни факултети, едната имаше 37, другата 38 години. После примената на конзервативни и оперативни третмани, кога е одлучено да се прави кај нив инвитро оплодување како последна метода, и двете одбиваат со намера да докторираат. После 2-3 години и двете докторираат. И двете ја губат менструацијата. Значи тие ја жртвуваја нивната родителство, мајчинство, го жртвуваја за докторската диплома. Без подценување, тоа е макотрпна, тешка работа, меѓутоа на прашањето кога би се одлучиле за мајчинство или диплома, сега одговорот нивни е поинаков. Прво би се одлучиле за мајчинство. И навистина, детето е Божји дар. Бог, Господ е за животот на луѓето. Бог рекол жените да раѓаат додека се млади. И тоа е и научно подкрепено. Оплодниот потенцијал кај младите е поголем, младите можат полесно да ја носат бременоста, имал процент на спонтани абортуси. Друг начин или некои малформации кои што ги споменавте како ризик што се зголемуваат со годините. Друг начин на превенција на неплодноста ги рековте или ги споменавте штетните навики. Да, ќе зборуваме и за тоа. Меѓутоа сакам да кажам дека дебелината како да дојдеме, ќе го кажеме и тоа, ќе зборнеме, меѓутоа сакам да кажам дека постојат и други начини како да превенираме неплодноста.
еден од нив е како да го промениме мислењето на младите дека репродуктивните проблеми треба да престанат да бидат тајна. Многу од младите парови потешко се одлучуваат да доаѓаат на доктор, се кријат и нечесто ќе сретнете парови не одат во својот град за лечење на неплодноста, ги менуваат градовите заради тоа што не сакат околината да знае. Трет начин како да спречиме, односно превенираме неплодност е да превенираме болести кои што можат да настапат во животот, полови болести. Например, кај заштита со кондоми или носење на топла долна облека заради превенција од настинки и заболување на воспаление на гениталните органи. Имаме гледачна линија, јас веќе не ни објавив телефон, може да го слушнеме и ќе се вратиме на овие аспекти кои што вие ги почнавте. Добар ден ви посакувам. Ало, добар ден. Ево уште еден обид. Добар ден, дали ме слушате? Добро, јас ве охрабрувам да се јавите, ги имате телефонските броеви напишани на вашите мали екрани, да се вратиме на оно што го зборувавте. Сакам да продолжиме, че многу битна тема, превенција на неплодност. Еве гледачката да слушнеме. Добар ден, господјо. Ало. Ало, добар ден. Само да го поздравам доктор Таше. Добро. Кој го поздравува, ако сакате да се представите? Шулеска од Мислешево, Струга. Добро, ви благодарам многу. Пријатно. Добро, звукот на бебето го слушате. Јасно е. Тоа е пациентка која што исто така доби бебе од инвитро плодување, свое потомство со постапките инвитро во нашата болница. Значи, сакам да кажам дека многу битна работа за превенција на неплодноста е примена на разумна хирургија кај репродуктивно наивните жени. Зошто велам наивни жени? Значи, кога пациентката ќе отиде кај својот гинеколог и тој ќе им соопшти дека има некоја болест, во смисла некој тумор или циста на гениталните органи, треба секогаш да користи второ мислење. Тоа е многу битна работа. Да користи второ мислење, бидејќи најодговорен за тоа како ќе го реши проблемот е репродуктивниот хирург. Во Македонија ги има многу малку. Се броиме на прсти. И оттаму не треба тие да прифаќаат, да го ризикуваат својот фертилитет, да се оперираат во секоја установа. Денеска, во нашата установа, оперативниот стерилитет го решаваме во 98% со ендоскопска хирургија, примена на лапароскопија. Тоа е микроинвазивна хирургија која има своја предности, свара помалку сраслини. Правиот репродуктивен хирург ќе направи конзервација на ткивото, ќе остави, ќе го зачува јајникот, знае кога да го оперира болниот. Оттаму, значи, тие наивни жени кои што лутаат и талкаат по гинеколози, и време е пациентките да сватат кој со која проблематика се работи, без подценување на останатите гинеколози кои што си ја знаат, си го знаат занатот, меѓутоа не се доволно едуцирани за оваа проблематика. И многу битна работа. Гледачката нека почека, слушам дека имаме некого на линија. Сакате да завршите или да слушнеме прво? Добар ден, ви посакувам. Да, ало, добар ден. Добар ден, господјо. Се извинувам што почекавте, но чекав мислата да заврши доктор Трпчевски. Повелете. Да. Сега, јас сакам да закажам преглед во врска од имам главоболка и ми е најдено спондилоза. И сега, дали ќе има потреба јас да се јавам на преглед во вашата ординација? Добро. Да, дали ќе има... Пациентката имала спондилоза. Спондилоза, рековте, така? Видете, нашата болница е приватна болница за гинекологија и акушерство и Центар за хумана репродукција, што значи дека треба да се обрати во друг центар за лечење на примарната болест, бидејќи
Нашата област на дејност е Гинекологијата исклучиво и проблематика од во рамките на гинекологија кушерство. Уште еден гледач да слушнеме или гледачка, добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Уште еден повик до вас, добар ден. Добро, јас ве охрабрувам да се јавите. Доктор Таше, сега предлагам пауза, имаме уште еден блок кратки реклами да ги видиме. Доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно субспецијалист за стерилитет и инфертилитет. И доктор Трпчевски, пред да продолжиме да го слушнеме и следното јавување, веќе имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете и вие, господјо, со ваше прашање, срдечно добре дојде. Вие водителот и до мојот еден и единствен доктор Таше Трпчевски. На телефон е на гледачка од Пробиштив, Даниела Михајловска. Докторот ме знае. Сигурно ве знае. Имате нешто да го прашате или едноставно да го поздравите, доктор Таше? Јас немам ништо да го прашам докторот, само сакам да му се заблагодарам на нашиот доктор, што како плод на нивното внимание, на целата нега кој што ја има во овие 11 години, лутање, трагање по, како што рече докторот, Божиот дар. Јас веќе го имам Божиот дар, мојата 3-месечна ќерка Мила. Сите сме дома, сите го гледаме докторот, го поздравуваме. Јас, мажот ми Александар, свекорот, свекрвата и мојата ќеркичка Мила. Многу благодарам и да ви е жива и здрава. Само да го поздравим и од се срце да се заблагодарам за се што направи тој и неговиот тим во болницата Плодност во Битола. Поздрав докторе и се на љубаво. Благодарам, поздрав на фамилијата на Даниела, тоа е многу племенита фамилија и многу благородни луѓе се тие и тие добија дете по пат на вонтелесно плодување. Она што како што рековте Божиот дар веќе го имаат. Талкање, да, мене ми е задоволство кога слушам вакви приказни. Да слушнеме уште една сакал можеби, некоја гледачка да постави некој прашање. Да, да слушнеме кого имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете и вие, господјо, имате ли прашање или поздрав и вие до доктор Таше Трпчевски? Само да го поздравам докторот Таше Трпчевски. Добро. И благодарение на него имам и уште едно детенце, ќерка, сега пред 3 дена се роди. Нека ви е живе и здрава и вашата ќерка. Фала, сакам да го поздравам и му благодарам за се што ми помогна и за првото и за сега што го имам малечкото девојче. Поздрав до доктор Таше. Кога ги слушам сите овие поздрави, докторе, јас се чувствувам не дека сум на ваше место, ама вие некако наоѓате светло во мрак. Кога е црно, правите да е бело, сигурно овие приказни уште повеќе ве мотивираат да одите понатаму. Значи, огромно е задоволството. Ние и тимот секогаш се радуваме кога слушаме вакви вести, особено после секој позитивен тест после инвитро плодување или со лечење на други методи. Но да се вратиме на превенцијата на неплодноста за која што зборуваме денес, ги споменавте штетните навики и како резултат на тоа зголемената телесна тежина, а и намалената, оние кои што немаат доволно килограми. Минатиот пат ја спомнавме телесната тежина. Следниот гледач и ќе се вратиме на она што вие го имате во однос на ова прашање да го одговорите. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете и вие, господи, од каде се јавувате? Се јавувам од Прилеп и сакам нешто да го прашам докторот. Повелете. Во петтата... Ве слушаме, само повторете уште еднаш. Во петтата недела од бременоста ми се појави херпес на устата на лицето. И преку резултати од крвта дојде дека имам херпес вирус. И сакам да го прашам докторот дали има нешто негативно на плодот, дали може нешто на бебето да се одрази херпес вирусот. Да. Благодарам. Ова е надвор од темата, меѓутоа ќе му одговорам на гледачката. Та има херпес вирус тип 1 кој што се јавува на устните, не мора да значи че бите на овој другиот тип кој што се јавува на гениталните органи. Потребно е да се испита титар на антитела за тој вирус, доколку е многу висок, ќе треба да ја прекине бременоста. Не би требало да представува некоја опасност херпес вирус на устата за плодот. На плодот. Да. Плодот. Да, добар ден и за следното јавување или следната гледачка, предпоставувам. Ало, добар ден. Ало, дали не слушате? Ало? Да, ве слушаме, господјо, одлично. И го чекаме вашето прашање. Да, сакам да прашам, прашањето не е во врска со темата за неплодност, но сепак поздрав до докторот и сакам да го прашам. Имам многу болна менструација. Значи треба да Нешто лек за тоа?
значи не се држат пациентите за темата. Болните менструации може да бидат од многу причини. Колку години има пациентката, не знам. Дали сте на линија уште? Добро, се исклучи, но сепак дали неколку има редовни менструални циклуси, дали има одредена патологија, значи тоа треба да се види со ултразвук или магнетна резонанса, да се види составот на структурата на самата матка, дали има присутна една така наречена болест која што се вика аденомиоза. Потребно да направи рестрикција на, значи да она што може да и помогне, тоа може да прима контрацепција доколку дозволува состојбата на гениталните органи. Затоа може да избегнува бели пецива, сладки работи, она као превенција во за здрава исхрана треба, мислам, да користи. Инаку треба да се види етиологијата зошто доаѓаат тие болни менструации. Не можам вака да ја одговорам. Сепак ја предпочитаме да направи преглед да, или да ве консултира дополнително и да се вратиме на оние штетни навики и следствено значи, на тоа голем допринос тежина. во здравјето, во плодноста, па и во превенција на неплодноста и избегнување на штетните навики. Значи, веќе споменавте здравата храна, еве, да, за гледачката. Пациентите треба да ги избегнуваат алкохолот, докажано дека алкохолот во 20% ја намалува плодноста. Науката вели дека ако пациентката користи 8 пијачки неделно, барем да ги редуцира на 3 пијачки. Ако пациентката користи кафе 3 шолји на ден, да ја редуцира на 1 шолја кафе на ден. Или ако се пушачи, малкумина знаат дека пушењето во 60% учествува во неплодноста. Ако оплодната моќ на една пациентка во еден месец е 33%, кај пушачки е само 8%, значи 3 пати повеќе. И секако штетното влијание на околината, УВ зраците, значи примањето на алкохол, кафе и така натаму, сето тоа се причини кои што нездравата исхрана, генетски модифицираната исхрана, ствараат во организмот слободни радикали кои се мощни штетни и за тоа е потребно пациентите да примаат антиоксиданси. Јас на моите пациентки обавезно на сите им препорачувам користење на германиум 132. Значи не го користам само имуномодулаторното имуностимулирачкото дејство на германиум 132 за совладување на многу болести, за совладување на стресот. Тука најдов една компонента, го користам антимикробното дејство на германиум 132 и веројатно тоа треба да го докажеме на повеќе примероци. Моја претпоставка дека ја зголемува рецептивноста на слузницата на матката, така да кога ги враќаме ембрионите и затоа ни е процентот на бременост многу поголем. Значи затоа на сите мои парови кои што доаѓаат. Тоа е целта, нели тие ембриони да бидат прифатени? Да бидат прифатени, односно да се имплантираат. Можеби и голем процент од нашиот успех лежи во германиум 132 натурал. Кога зборувате за жените, дали каде се тука мажите, дали ним им препорачувате здрави навики, еве исто овој споменат антиоксиданс? Не ги двоја маж со жена, тоа е пар и не како брачен пар секогаш може и како партнери. Да, значи да примаат и мажите и веројатно и значи тоа имуностимулативно дејство и промената на метаболизмот на хормоните го регулира, барем моја претпоставка е германиум 132, така да и го намалува стресот, што е најбитно. Значи пред секоја поставка, можеби и тука се крие успехот. Вие секоја пациентка ревносно ја скенирате, ја следите, ја обсервирате и индивидуален е пристапот за секоја пациентка, значи не работиме по шема. По шаблон или некоја шема, Значи нема шаблон кај мене, значи јас се базирам врз многу параметри пред да ја започнам самата постапка. Меѓутоа, за ова тема, околу вонтелесното плодување ќе гостувам уште 3-4 пати. Ќе зборуваме повеќе и како финале или завршница на оно што го зборуваме како превенција на неплодност, она што е денешна тема во Фактор здравје, што кога ќе се установи или ќе се констатира оваа состојба кај жената, односно мажот. Кои се оние постапки кои што вие покрај споменатиот антиоксиданс кој што го давате или како превенција, кои други совети и постапки понатаму им ги давате на вашите пациенти? Еве вака да почнеме. Значи парот, кога паровите стапат во сексуални односи,
нормално кога ќе настани хемија меѓу нив, тие треба да почнат да размислуваат за бебе. Значи, тоа е прва одлука и се чини дека тоа е најважната одлука во нивниот живот. И многу од паровите, кога ќе стапат во сексуални односи и размислуваат за бебе, никогаш не му паднало на памет дека можеби ќе имаат проблеми со неплодноста. Меѓутоа, кога тоа ќе се случи, тие доаѓаат кај нас и прво што прашуваат какви ни се шансите, докторе. Значи, секогаш мојот одговорот е дека шансите за забременување се од 0 до 100%. Значи, не се знае кога пар ќе добие дете. Можеби некој да добие дете во текот на самата постапка, некој можеби да добие дете после краток период, некој после подолг период, тоа го знаат оние поискусните кои што трагаат по патот за неплодноста. Оттаму нека запаметат сите кои што не слушаат парови, дека неплодноста, лечењето на плодноста е доста макотрпна работа и дека во текот на лечењето треба да бидат стрпливи, дека не треба да се нарушат нивни меѓучовечки односи. Често пати знае неплодноста да ги наруши нивни меѓучовечки односи, да постои толеранција помеѓу нив, да сватат сите и нека запаметат дека неплодноста е заеднички проблем. Значи не е проблем на едниот или на другиот. Тоа значи дека никој не се амнестира ако виновен е другиот. Тоа е заеднички проблем и треба заеднички да го решават и оттаму кога одат на лекар да одат заедно како пар за решавање на ова проблем. Значи да бидат паровите стрпливи, дека надеж секогаш постои и да не му веруваат на околината, која што често пати знае да ги обесхрабри. Многу од паровите се под влијание на свекрвите, на мајките, постари особи кои што се уште живеат во времето кое што е било минато нас, завршено време. Минато завршено и ги упатуваат кај гинеколози кои што ги познавале, а не ја знаат таа проблематика. Или оно што е важно, секој пар или поединец не треба буквално никогаш и со никого да се споредува. Бидејќи рековте, пристапот Тоа е индивидуален проблем и секогаш паровите треба да се отворат за нивните проблеми пред докторот и да ги споделат своите мислења и својата мака со докторот кој што ги лечи. И уште еднаш да апсолвираме или уште еднаш да нагласиме дека иако како процес е долг макотрпен и некогаш можеби нервите попуштаат, сепак треба да се охрабрат сите оние парови, без оглед дали се брачни или парови во заедница, ако сакаат да имаат здраво потомство и да го решат својот проблем на неплодност. Надежта секогаш постои, значи не треба да се откажуваат од постапките. Гаранција за лечењето нема. Јас од моје искуство се занимавам со оваа проблематика 25 години, можам да кажам дека многу парови за кои што сум се надевал дека ќе добијат дете, не сум успел, меѓутоа има многу парови за кои што не сум се надевал добиле дете. Што значи дека треба да бидат упорни, треба да одат на правото место, да се јават кај доктори кои што ја разбираат репродуктивната технологија и хуманата репродукција, без разлика во кој центар ќе бидат. Во Македонија се броиме на прсти установите кај кои што може да се лечи неплодноста. И отворено да прашуваат, ако имаат прашање тоа да го постават. Многу ви благодарам, доктор Трчевски, што и денеска специјално за гледачите дојдовте од Битола. Знам дека ви предстои уште работен дел од денешниот ден. Имајте убав викенд и повторно се гледаме во јули. Ви благодарам и вам. Повторно за истата проблематика, за истата тема ќе разговараме во јули. Среќен пат, поздрав до вашето семејство и најмногу до тимот на плодност од Битола. Ова беше гостувањето на доктор Таше Трпчевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и воедно субспецијалист за стерилитет и инфертилитет во име на болницата Плодност од Битола, која што за сите ваши прашања, закажување термини, прашување и одговори на вашите прашања доколку ги имате, слободно можете да им се јавите и ви стојат на располагање на 047 208 880 и 208 881. Со оваа информација се заблагодарувам на вашето внимание и на бутикот Нико во Скопје и Битола за визуелниот изглед и на денешното издание на Фактор Здравје. Поздрав до понеделник и убав викенд.